Опозицијата најавува нов курс во делувањето на 31-тиот конгрес СДСМ под водство на Венко Филипче обелодени теренска офанзива и затворање на внатрешните поделби со цел консолидација по изборниот пораз. Со акцент на економски патриотизам и остра критика за политиките на власта, Филипче порача дека СДСМ започнува борба за враќање на довербата кај граѓаните. Далиборка Дамјанска го следи Конгресот на партијата. Далиборка, до каде се постапките, процедурите и кои се пораките? Да, Младен, на овој конгрес може да се каже дека е успешен од причина што се присутни 64% од делегатите, односно 474 делегати од вкупно 740. Овде прилично многу и прилично долго се дискутира, речиси 3,5 часа, се дискутира за извештајот од изборите. Најмногу дискутираат младите делегати, но има пријавени и од пратеничката група и од раководството на партијата. Овде се присутни од поранешните председатели, овде се присутни Владо Вучковски и Димитар Ковачевски, целиот централен одбор на партијата, извршниот одбор, целата пратеничка група. Во отворениот дел на конгресот беа поканети и дојдоа и делегации од ВМРО, ДПМН и ДУИ, кои што го проследија обраќањето на Венко Филипче. Како што кажа и ти самиот, тој најави офанзива на партијата, теренска офанзива, консолидација по внатрепартиските препукувања, но најголем дел од говорот го посвети на критики кон владата, најмногу за економијата, но и во дипломатијата. Предлагам да чуеме дел од неговото обраќање. Македонија, почитувани присутни, почитувани граѓани, е во дипломатска изолација. Европскиот пат е блокиран, а тие немаат план. Европа не опиша, Америка не запишува. Наместо во периметарот на САД со Мицковски завршивме надвор од кружницата наречена Европа. Вакво дипломатско лудило и конфузија не се оправдува. Ова е предавство на националните интереси. Вакво предавство ќе памтат многу следни генерации. Нивниот единствен план е да не држат во калта на Балканот, за да може да владеат без правила, без европски судови, без контрола. На конгресот не се појави никој од поранешните функционери на партијата, кои деновиве го критикуваа Филипче и бара оставка од него. Тие не се делегати, меѓутоа беше кажано и овде дека можеа да присуствуваат на отворениот дел, како што дојдоа и делегации од другите партии да го кажат своето мислење, но тоа не го сторија. Филипче пак излезе со порака и до нив. Да ја чуеме и неа. Нивните планови за разбивање на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ново здружение, ново движење, нова екипа, дури нова партија со тројански коњи, што ги започнаа наши другари, што седат на две столици и работат за интересите на власта. Првиот напад се случи во 21 година. Се формираше движењето Знам. Гласачите се збунија. Поверуваа во пропагандата на ВМРО-ДПМН. Сега планот е повторно ист. ВМРО сака контролирана опозиција во Македонија. Опозиција да се подели и да се расипни, да може секој еден ситен сегмент, само тие да го контролираат. Целосни и потполни послушници, подизведувачи на власта. Со Знам успеа. Сега јасно и гласно кажувам, нема планот да ви успее. Овде се очекува да биде дадена пауза, пошто ќе се гласа и за доверба на надзорниот и на централниот одбор на партијата. Исто така треба да се гласа и за заменик председател на партијата. На оваа функција Фани Карамфиловска-Пановска си даде оставка, но можно и да остане и понатаму на истата функција. Ние остануваме овде и ќе ги проследиме сите одлуки и се надевам дека за следните вести ќе имаме и некоја поконкретна изјава. Младен? Да, колешката Далиборка се јави од местото на одржување на Конгресот на СДСМ.